случај, туку се однесуваат на целокупниот систем, правосуден систем на државата. Први пресуди има од 2002 година. Законот се драфтира дури во 2008 година. Гледате, имаме 6 години на празен од. Законот е донесен во 2009 година и почнал да се применува од 2012 година. Значи, 10 години по донесувањето на првата пресуда од страна на Европскиот суд за човекови права за Република Македонија, ние имаме закон со кој што може да се извршуваат овие пресуди. Само по себе ова е веќе проблем. Така, значи овој закон се спроведува веќе 4 години. Основни действија според овој закон. Може некој од вас ќе посака да биде некој од тие кои што ќе ги имплементираат пресудите. Едно од действијата кое што се предвидува со законот е да му се плати оштета на човекот. Второ действие, да се отстрани повредата и последиците што настанале од таа повреда. Трето, отстранување на причините кои што довеле до таква ситуација и често да се спречат исти или слични повреди. Значи имаме оштета за конкретниот случај, отстранување на повредата за конкретниот случај, отстранување на повредите, на причините кои довеле до повреда, веќе пошироко и спречување на следни повреди најшироко. Што значи ова? Што значи тоа дека луѓето добиваат правично оштета? Сте ги виделе вие оштетите, така? Како вика 1500 евра, 3000 евра, 4000 евра, највисока ми се чини е 4500 до сега изречена. Што значи тоа дека на човекот му е дадена правична оштета? Некој човек водел случај 20 години, дошол до Страсбург и вика, му дадовме правична оштета 3000 евра. Зашто е оваа оштета? Мислам дека има многу голема забуна. Зашто се однесува оштетата? Добро, другите што мислат? Не се однесува оштетата на тој Значи не се само трошоците на постапката, не се однесува на случајот кој што го водел. Да речеме, може некој да водел 20 години спор со некого заради имот, така? Заради тоа што не можел да го оствари правото. Значи тоа е надоместок кој што судот го дава и кој што воопшто не е поврзан со самиот случај, што човекот го водел пред националните судови. Може човекот да водел случај од милионска вредност и за тоа не му го решаваат нему тој случај, не му ја надоместуваат штетата што ја изгубил во тој случај кој што го водел пред националните судови. Значи, не е ова сума со која што се обештетува, се решава спорот кој што се водел, туку е поврзана, токму ова што го кажа колешката, со факт дека е направена повреда на правата предвидени во Европската конвенција за човекови права. Значи се однесува на процедурата. Државата направила повреда и за тоа добива оштета човекот од државата за повредата што државата му ја направила.
затоа што имала лоша постапка, лоши суди, лоша процедура, лош систем, лоши јавни обвинители, лоша истрага, значи за тоа му е оштетата. Значи жалителот ја добива оваа сума заради тоа што спорот се водел на начин кој не успел да му го заштити на соодветен начин гарантираното право од Европската конвенција за човекови права. Значи, ова мора да се објасни на странките. Многу често странките имаат илузии дека кога ќе дојдат пред Европскиот суд за човекови права, дека го решаваат спорот кој што го воделе на национално ниво и мислат дека треба да добијат таков вид на оштета кој што е поврзан со тој спор. Ве уверувам дека многу често се многу разочарани од сумата која што ја добиваат, затоа што не знаат зашто е таа сума. Имаат сосема погрешна представа. Барем тоа е моето искуство со странките со кои што имам работено. Следниот елемент е поврзан со поединечни мерки кои што се предвидени во законот, а кои што треба да се спроведат како резултат на имплементацијата на една пресуда. Тоа се мерки кои што државата може, не мора, зависи од самата држава, да ги усвои во домашниот правен систем заради остварување на конкретна повреда која што е направена и која што е утврдена од страна на судот. Што би била конкретна мерка доколку се утврди дека одредена процедура не била спроведена како што треба? Што се прави? Завршена е целата постапка, Европскиот суд за човекови права утврдил дека процедурата не е на соодветен начин спроведена и врз основа на така спроведената процедура постои голема шанса дека човекот не си го остварил, не си го заштитил како што треба своето право. Што може државата да направи? Може да се повтори постапката. Значи, еден од начините, дали сте слушнале за повторување на постапки? Така? Значи, тоа е еден начините. Не секогаш може да се повтори постапката. Има ли случаи кога е безсмислено повторување на постапката, еве да речеме, како кај родителското право? Така? Што ако ја повториме постапката и утврдат дека едноставно добро си имал право, ама детево ти има 20 години сега и остварувај си го ти родителското право колку што сакаш, така? Вториот елемент на кој што државата треба да работи е да се види како можат да се отстранат, минимизираат последиците од повредата. Ова се однесува, да речеме, на случај, еве, на притвор. Како може да се минимизираат или отстранат последиците од повредата? Доколку се утврди дека имало повреда на конвенцијата, која што е поврзана со притворот. Оштета, ама, значи, не ја исплаќа оштетата, не ја утврдува Европскиот суд за човекови права, туку треба да се води постапка на национално ниво, за да може да му се обезбеди на човекот оштета. Може државата да утврди обештетување. Значи, некое право не може
веќе да се врати. Некое право не може да се минимизираат последиците, ама можеме да определиме материјална и нематеријална штета. Ама на национално ниво. Не се прави тоа на ниво на Европскиот суд за човекови права. Ова се постапки кои што и стојат на располагање на државата, меѓутоа кои се уште во многу мала мера државата ги прави. Значи, правата на човекот не можат да бидат заштитени на ниво на Европскиот суд за човекови права. Европскиот суд за човекови права утврдува дека е прекршено некое право. Меѓутоа, заштитата на тоа право повторно мора да дојде од страна на самата држава. На тој начин државата ќе покаже дека разбрала како го прекршила правото и нашла начин како да го поправи тоа. Нели, вие сте слушнале многу често како викаат луѓето, ќе си ги барам правата пред Европскиот суд за човекови права. Ќе ви дојдат странки кои што ќе речат, ве молам како можам да дојдам до Европскиот суд за човекови права да си ги најдам правата. Правата можат да бидат остварени само на национално ниво. Европскиот суд за човекови права може да утврди дали биле повредени или не биле повредени. Не може да ги оствари. Многу е важно ова да се има во предвид. Општи мерки кои што се предвидени во законот. Системски мерки кои што треба да се применат за да се промени нешто. Или организирање на правниот систем. Тоа е она за што преска зборувавме. Ако имам проблем со доставата, ќе смислам како да ја направам доставата на начин кој што нема да ми прави проблем. Тоа може да се направи било со промена на законот или со организација на службата за достава. Не мора да се смени законот така за да се постигне одредена промена. Може да се изврши промена на судската и административната пракса. Еве да речеме, спомнавте вие дека се закажуваат рочиштата со 2 до 3 години. Како би можело тоа да се смени, користејќи ја оваа можност на законот за општи мерки? Како да избегнеме да се закажуваат рочиштата 2 до 3 месеци понатаму? Како би го промениле вие? Што би стоело таму? Ке може да го вклучите, мислам дека не ве слушаат колегите. Да биде уреден точно законот за постапка и да се строго определен рок да се стави за да се почитува и во зависност од да може да се продолжи во зависност доколку е потребно. Кој би бил тој рок? Па да се става во зависност од за каков предмет станува збор, се стави кој рок е определен да се реши ваквиот предмет. Доколку од мала вредност или од поголема вредност, нормално дека роковите треба да варираат. Добра. Другите што мислите? Зашто се одлагаат рочиштата? Неприсуство. Друго? Недоволно? Докази. Од чија страна? Па што поттекнувале обвинение ако немаат доволно докази? Се докато се наоѓа во психичка... Не ве слушам?
Ненавремени исправи некогаш. Ненавремени исправи. Да, Чија кривица е тоа? На државата. да. Зашто странките би трпеле заради тоа? Многу интересно. Судот дури на неколку места спомнува еден многу интересен институт кој што во некои држави постои, а тој се вика рочиште на нареден ден. Вика, ако се одложи рочиштето денес, се закажува за утре. Најди си начин како ќе средиш. За утре, не за 5 дена, не за 10 дена, не за 2 месеци, за утре. Обвинението не може до тогаш, нема докази, готово. Отиде работата. Твој проблем. Зашто воопшто си започнувал постапка ако немаш? Значи, многу е интересен начинот на кој што државите го имаат решено овој проблем. Нема одлагање. Принцип на нареден ден. Да, ама И- понекогаш, например, оправдани се, ајде да кажам, таквите одложувања на рочиштата. Например? Пред закажување. Што е Па оправдано? некогаш, например, вештачењето не може да биде изготвено во определен рок и тоа е тоа. Или е потребно, не знам, Вештачењето е суштински елемент на доказот. Па некојаш да. Па зашто претходно не го направили? ама некогаш зависи, не може туку така само. Викаат во Европскиот суд за човекови права секој изговор е добар изговор. Не, некогаш и пристапот до некои информации постаат луѓе кои Например, па сега например, не знам конкретен Ама пример знаеш да како ви кажам. прашањата што се поставуваат и кон нас, сметам, од ваша страна се многу ние даваме чисто онака гледиште како што треба. Значи, вие како институција, значи ние сме моментално во немоќна ситуација каде што не можеме да влијаеме кон тоа и сметам дека треба доколку ги имаме овие проблематики, да имаме експерти од секоја ова проблематика, што навистина тоа може да го да влијае врз тоа промена, не ништо можеме да направиме, ништо, ние можеме многу работи да направиме, но и сите и вие сте свесни, и ние сме свесни за нашава системска политика како што функционира во Македонија. Се е партија. значи, ова е законот. Ова се можностите. Значи, вика, според законот, може да превземите, треба да превземите општи мерки со кои што ќе ги адресирате проблемите на соодветен начин. Ваше е да почнете да размислувате. Има проблем. Не е работата да го решиме тој конкретен случај. Работата е да спречиме појава на такви случаи. Тоа е работата. Работата е да создадеме систем во кој што нема да имаме такви случаи. Да, ама доколку постои лице, ред, например, држател на некоја ствар или на некоја право или на не знам некој документ, па треба тогаш рочишта да се одложи за да судот го повика да го донесе. Значи, не може секогаш да се оди кон тоа рочиштата да Добро, завршува. што е проблемот со добивањето значи на документот? Па ете, едно рочиште ќе отиде, да кажам, ќе се одложи, поради тоа што има постап, мислам, чекор, што треба да се превземе на тоа рочиште, например, да донесе некоја ствар што да држи, например, или некој документ, не знам се. Добро. Карикирам. Како се решава тоа во Ако другите треба држави? денес тоа да се изведе како доказ или како не знам што во постапката да од значење суштинско, ќе се рипне ова рочиште, односно ќе се одложи и ќе се нареди судот да го повика тоа лице да го донесе. Ете, едно рочиште сме изгубили. Решение. Нема решение тоа е. Не? Нема, ето, треба да се прибави, лицето не може И ви не му сака да вика го судот, даде, утре го очекувам тој доказ. па утре човекот не е у Македонија, не може. Пропаѓа случај. Ама друго лице да е држател на ствар. Значи, еден елемент во врска со прибавувањето на доказите, да речеме, прибавувањето на документите, е можноста судот сам да ги добие документите. Во некои држави, едноставно,
судот ќе испрати допис и ќе дојдат тие документи, наместо странките да одат сами да ги бараат тие документи. Значи имаме проблем. Проблемот има голема празнина тогаш кога треба да се набават одредени документи. Наше е да најдеме решение. Решението може да биде или судот да може да ги набави тие документи, или на странките да им се даде таква можност веднаш да ги набават тие документи, или да може да се направи електронска достава на тие документи. Значи, зависно од системот се бараат решенија. Работата е што Европскиот суд за човекови права вика, вие најдете решение. Не постои такво нешто како, ете, тоа е сега. Тоа ти е. Не, нема тоа ти е. Вика, со општите мерки треба да седнете и да најдете решенија со кои што ќе овозможите да се минимизира овој проблем. Сигурно дека не може сосема да биде отстранет. Меѓутоа, кај нас, како оди одложувањето на рочистата, еве кажа тука колегата. Вика 3 месеци. Зошто? Заради тоа што адвокатот морал да оди на семинар, на обука. Кажете ми, дали е тоа валидно нешто за одлагање на рочиште? Европскиот суд вика, имате проблем. Може вие да ми зборувате за случај до случај. Имате проблем. Вие решите го на системско ниво проблемот, а исклучоците нека бидат исклучок. Ама во случајов, исклучоците се правило. Се разболела судиката, отишла на одмор, свадба имала, па луѓе се и тие, така. Вирус ја фатил, левото прсте ја болело. Случај. Така. Значи, тоа се тие општи мерки. Вика, мора да најдете системско решение, кое што ќе обезбеди исклучок да бидат вакви случаи, а не правило. И вика, мора да се утврди кои ви се системските правни недостатоци. Системски правен недостаток ви е одложување на рочиштата за долг период. Системски ви е. Затоа ви трајат многу судењата. Системски проблем ви е. На системско ниво решете го. Не можеме на конкретно ниво. Не можам јас да предвидам дали таа судика ми е болежлива или не ми е болежлива, дали таа судика има керка за мажење или нема. Не можам да предвидам дали ќе ја скрши ногата или нема да ја скрши ногата. Си предвидувам системско решение. Доколку ми е болна судиката, што се случува веднаш? Тоа е. Ама не може по 3 месеци да ми дојде. Ако судиката судела 10 рочишта? 10. Како дошло воопшто до 10 рочишта? Еве 3 рочишта. Како беше сега со овие од Диво населје? Вика 20 рочишта имало. Уште ни една расправа. 20 рочишта, луѓе. Абе, како може 20 рочишта да имало? Кажете ми. Нели? Ама нели се определуваат заменички суди? Например, и да некој судика да оди на боловање, има други суди. Што слуша? Има и такви суди. Има. Апсолутно. 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 По тоа, апсолутно тоа е. Арно, ама, тоа е проблемот. Кај нас судиите судат по свое субјективно убедување. Не судат според докази, не судат според закон, не судат според она што го имаат написмено, туку по впечаток
Не мора да го имаш печатокот, за да ги имаш сите податоци. Европскиот суд за човекови права ни рекол, луѓе, имате проблем. Најдете решение. Одредени работи не ви се доволно правно регулирани. Не ви е правно регулирано колку рочишта може да имате. Не ви е правно регулирано колку може да трае размакот меѓу рочиштата. Не ви е правно регулирано зашто смее, зашто не смее да биде закажано ново рочиште. Не ви е правно регулирано. Средете си го. Ние не знаеме како ќе го направите тоа. Вие треба да го средите. Нема усогласеност на домашната легислатива со меѓународни стандарди. Вика, сте превзеле обврска дека ќе судите во разумен рок. Меѓународните стандарди за разумен рок се толку. Ако сте ја превзеле обврската, тогаш ќе го направите менувањето на својот систем согласно превземената обврска и ќе најдете начин. Значи тоа е она што го викаат општите мерки и ние сме го прифатиле со закон. Сме рекле дека ова ќе го правиме. Го правиме ли? Промената која што се прави во одреден систем треба да ја надмине самата одлука. Значи, тоа е она што го кажа. Комплексни се пресудите на Европскиот суд за човекови права. Не се однесуваат само на конкретен случај. Не се однесува пресудата на Европскиот суд за човекови права само на Трендаф Ивановски, или само на Митови, или само на Николова. Се однесуваат на сите случаи каде што може да дојде, се извинувам, до таква процедурална грешка. Европскиот суд за човекови права и слободи утврдува дека е направена повреда на одреден член на Европската конвенција. Државата е таа која што треба да ги утврди причините кои што довеле до тоа прекршување. Државата е таа која што треба да утврди дали причина за долгото траење е затоа што има лоша достава, дали причина е затоа што судиите намерно одолговлекуваат, дали причина е заради тоа што не е регулирано добро, дали причина е затоа што не се подготвуваат добро обвинителните акти, дали причина е заради тоа што не е добро организирана администрацијата. Значи, државата треба да си утврди, ама Европскиот суд за човекови права и слободи посочил дека имаме проблем. Институции кои што се предвидени со законот за да делуваат во оваа насока се Меѓуресорската комисија за извршување на одлуките и според законот тоа е клучна структура која што треба да ги спроведува одлуките на Европскиот суд за човекови права. Бирото за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд, тоа е орган кој ги врши сите стручни работи и нивна задача е да ги спроведат одлуките. Вака изгледа органограмот. Значи, директно пред министерот се наоѓа Биро за застапување пред Европскиот суд за човекови права. Има посебен сектор за извршување на пресудите и одлуките на Европскиот суд за човекови права. Тој сектор се грижи и за поединечните и за општите мерки кои што треба да произлезат од пресудите на Европскиот суд за човекови права. Значи, не е работата само државата да си исплати оштета, работата е да направи такви промени кои што ќе обезбедат да нема слични повреди понатаму. Во првичниот текст на законот
Ова е составот на меѓуресорската комисија за извршување на одлуките на Европскиот суд за човекови права. Представник, вика, на највисоко ниво од сите овие структури. Арно, ама, во ваков состав, комисијата никако не успеваше да се состани. Едноставно, не успеваше да се конституира, а камоли да работи на имплементација на одлуките. И во 2014 година е донесена промена со која што во комисијата влегуваат Министерството за правда, за внатрешни работи, за надворешни работи и за финансии. Покрај председателот на Уставниот суд, на Апелациониот суд во Скопје, на Апелациониот суд во Штип, сите апелациони судови и на Вишиот управен суд. Покрај председателот на Врховниот суд. Значи, ова е комисијата која што во моментов би требала да предлага такви законски промени кои што ќе обезбедат пресудите на Европскиот суд за човекови права да влијаат на домашното право, за да не се повторат ист или сличен вид на прекршување на Европската конвенција за човекови права. Основни активности на овие тела е да се преведат и да се објавуваат сите одлуки на интернет страната. Сте влегле на интернет страната на Министерството за правда? Значи, на интернет страната на Министерството за правда се наоѓаат сите одлуки и сите пресуди кои што до сега ги има донесено Европскиот суд за човекови права за случаите кои што биле поведени против Република Македонија. Многу е убаво да ги погледнете, доколку сакате да се бавите со оваа проблематика. Одлуките се дистрибуираат до државните органи и до судовите. За секоја одлука се подготвува акциски план за нејзино спроведување, односно извршување. Се врши исплата на средствата и се иницираат промени во законите, за да може да не дојде до ваков вид на повреди понатаму. Ќе го скокнеме зајакнениот надзор. Очекувани последици од ваквото делување на овие органи е намален број на жалби, отсуство на репетитивност на одредени повреди, повеќе права на поголем број на луѓе. Се очекува да има реална одговорност на правосудните органи и променети закони и променета пракса. После 4 години и покрај репетитивните случаи и покрај репетитивните пресуди на Европскиот суд за човекови права, некои суштински елементи во нашите закони не се ни иницирани да бидат променети. Например, од аспект на судење во разумен рок, не е постигнато единство на постапките. Немаме единство на постапките. Си има административна постапка која што си трае одредено време, потоа си има судска постапка која што си трае одредено време, си има извршување на пресудите и никој не ги гледа кумулативно роковите од сите 3 нивоа на судење. Го нема одлучувањето односно рочиштото за нареден ден. Нема ограничување на враќање. Знаете ли што е тоа? Како се продолжува рокот
на одредена пресуда со враќање. Да речеме, во вашата пракса многу лесно можете да се соочите со ваква ситуација. Си поведувате постапка, поднесувате жалба до повисокиот суд. Што може повисокиот суд да направи со пресудата на понискиот суд? Да ја укине, да ја преиначи, или во одреден дел да ја укине, и уште што може? Да ја врати на повторно судење. Што прават кај нас судовите? Многу ретко ги укинуваат. Многу ретко ги преиначуваат. Најчесто ги враќаат на повторно судење и доаѓа до ситуација на перпетум мобиле. Влегува странката во never ending story. Тоа се случува и на административно ниво, па се случува и на судско ниво, па се случува и во односот суд-администрација. Односно, административниот орган делумно ќе ја спроведе пресудата на судот, па странката повторно се жали. Моментно, инсекција тука. Ајде. Ајде шетај. Немој по мене да шеташ. Значи, ова е нешто кое што вика Европскиот суд за човекови права дека треба да ни биде законска промена, не е направено. Во нашите закони нема точно определени сензитивни рокови. Ова што го кажавте претходно. Се вика за сензибилни случаи од работни односи, од социјала и слично, дека треба да бидат што е можно пократки. Ама тоа што е можно штом не е дефинирано, автоматски тоа значи дека судијата така може субјективно да определи кој ќе биде рокот. И вика, јас водев сметка не е 1 година, 7 месеци се. Ама човеков тие 7 месеци без работа е. Абе луѓе, сега толку требало. Значи, определувањето на сензитивни рокови е едно од решенијата кое може да се примени во нашата законска регулатива. Може ми со ова, благодарам. Кај арбитрерното право, една од можностите која што стои на располагање е определување на формализирана процедура за процена на законите. Кај нас не постои такво нешто. Се е субјективно, така? Ако се примени одредена формализирана процена, може би ќе останат само како исклучок субјективно определените решенија за докази. Или кај илузорното право, доколку се определи законска обврска на судот да контролира што му се случува со неговата пресуда, докаде е пресудата, а не само по жалба на странката. Или кај притворот, доколку се избегне произволноста и доколку се определи принципот на минимум притвор. Повторно конкретен рок. Вика, во сите случаи се одредува минимум притвор 5 дена. За да се определи над 5 дена, треба да има вакви елементи. Што мислите, дали ова би помогнало? Еве, вие да определувате како да го решиме проблемот со притворот. Дали вакво нешто би помогнало?
да им кажеме на судиите, во прво можеш да дадеш 5 дена, не 30 дена. Можеш да дадеш 5. За над 5 треба навистина многу посебни и цврсти елементи врз основа на кој што би го базирал предлогот. Ова е еден од начините како во светот се регулира ова. Да речеме, во шведскиот, ми се чини, правен систем има такво нешто, па така беше и со тој кој што на очиглед на сите ја уби нивната министерка, нели? И не му определија притвор 8 дена. Вика, во рок од 8 дена, ако може јавното обвинителство да спреми обвинителен акт, супер. Ако не може, тогаш ќе си се брани од слобода човекот. Тоа е правото. Сериозниот недостаток на правниот систем. Мора, вика, јавното обвинителство да има посебни овластувања кога станува збор за истрага на службени лица. Не може со истите овластувања, како за било која друга истрага, јавното обвинителство да истражува случаи на индицирана тортура, која што се случува во затвори, во Министерството за внатрешни работи или од страна на други државни органи. Мора, вика, во вашите закони да има промена на професионалноста на соодветен полициски кадар. Тоа е проблем. Треба на соодветен начин да се реши. Многу е интересно, не знам дали сте го читале најновиот закон за полиција, некој од вас? Абе, ова закониве е многу интересно четиво, да ви кажам. Ја би ви препорачала секоја вечер пред спиење по еден закон да се читат. Многу добра работа. Многу е интересно да речеме доколку некој службеник со посебни овластувања учествувал во нарушување на јавниот ред или во помала тепачка или нешто слично, нема обврска за известување на јавниот обвинител, туку неговиот директно надреден решава каква мерка ќе му биде изречена. Значи, воопшто не оди пред суд, воопшто не се поведува постапка. Замислете се, полицаец кој што е со оружје и сега решил во дискотека да испука во плафон неколку куршуми. За среќа не бил никој повреден. И тоа може да потпадне под она што представува незадолжително информирање на јавниот обвинител, односно некаква дисциплинска постапка која што ќе ја води неговиот надреден. Меѓутоа, самото тоа дека може да има полицаец кој што наоружан влегол во одредено место кај што има луѓе и кој што си дозволил да пука со тоа оружје, веќе е проблем, така? Значи, тоа е нешто кое што Европскиот суд вика, имате голем проблем, луѓе, со законот за полиција, заради тоа што работи кои што може да представуваат голема индикација за постоење на повреда на членот 3 за тортура или за создавање услови за повреда на членот 3 за тортура, не ви се вам соодветно регулирани. Може да се пријави. Да. Меѓутоа, апсолутно. Па и тогаш може да се оди по законот за полиција надредениот на полицајецот да решава за него. Ако се поднесе кривична пријава до јавниот обвинител, тогаш веќе јавниот обвинител може да ја поведе постапката. Меѓутоа, тогаш јавниот обвинител ќе пушти допис
до МВР и од МВР ќе му речат го имаме предвид случајот, еве, ќе го средиме сето тоа и овој ќе рече супер, средена е работата. Значи, тоа е проблемот, системскиот проблем кој што го имаме кај нас. Обврска за поведување случај по службена должност при индицирана тортура. Тоа, например, значи дека кај секој случај на смрт во затвор мора по службена должност да се води случај како да има индицирана тортура. Заради тоа што станува збор за луѓе кои што се во затворена институција ставени во надлежност на одредени државни службеници. Законот за полиција и лесна телесна повреда го спомнавме и, да речеме, еден од недостатоците на правниот систем ние лесното движење на нашите судии од судија, да речеме, во судски совет, и тоа е еден голем проблем. И може да се случи и судија да си биде во судскиот совет кога се решава за случај кој што ви го спомнав, во кој што е тој самиот инволвиран, и тоа е една од забелешките за која што ни се бара законски промени да направиме. Кога станува збор за организирање на правниот систем, тоа е обврска на државата. Контрадикторните пресуди се проблем на Врховниот суд. И сето ова ја подрива довербата во правниот систем. Само пресудите во периодот 2013-2015 државата ја чинат 1 милион евра. Тоа се оние малку по малку изречени оштети не за самите дела, туку заради тоа што на човекот му било повредено правото. И како последно нешто за што би сакала да размислувате. Затоа што е навистина проблем околу кој што експертите во моментот кршат копја, а кој што произлегува од едно законско решение. Според нашиот закон, може да се поведе постапка за индивидуална одговорност на судија врз основа на членот 75 став 1 од Законот за судовите, а во врска со пресудите на Европскиот суд за човекови права. До сега не е поведена ваква постапка. Затоа што ниту судиите, ниту експертите не седнале да поразговараат на кој начин може навистина да се спроведе еден ваков член. Членот постои. Од едната страна е размислувањето дека на ваков начин се удира по независноста на судовите и одредбата е во контрадикторност со одредбата за слободно уверување на судијата. Од друга страна се експертите кои што сметаат дека имаме проблем. Луѓето или судиите кои што направиле процедурални грешки, заради кои што Европскиот суд за човекови права утврдил повреда на правото на човекот, можат одново и одново да се појават како судии кои што прават исти процедурални грешки, а за тоа да не одговараат. И ова е една голема дилема која што стои пред нашето судство и пред нашите експерти и за која што навистина би сакала да размислите. Вака онака, од вашето сознание и вашето сегашно и идно искуство, дали може да повикаме на одговорност, дали смееме да повикаме и дали смееме да оставиме судијата да не биде одговорен.